синковци, земете копач, откопајте ме. А ще ви е скрб за мене. Земете копач, закопајте ме. И води вадале. Много говорев на тврдината во Охрид, кога беше премиерата на представата. Втор пат, кога беше промоцијата на 9 керувинови векови во библиотеката, имам прекрасна посвета од Славко, чест ми беше. Трет пат, во Ману, кога Славко стана прв лауреат на Блаже Конески наградата, така ли беше? И неговата скромност беше таква, немојте ништо да кажувате, не. А ние премолчевме неговата ургенција и таму го кажа тоа. Така да ова ми доаѓа четврт пат и се чувствувам почестена. Разни влади, разни власти на централно ниво, на локално ниво имале различно гледање и да речем однос на великаните, на оние кои што придонеле наистина многу со своето дело, битоа заедничко на сите тие влади, власти што биле минливи, а овие великани остануваат за секојаш запишани во вечноста со своите дела. Оно што сакам да го кажам за крај е дека ние и понатаму со сета енергија ќе отвараме и нови библиотеки, нови читални, ги полниме со книги, затоа што читалните библиотеки ја чуваат нашата историја, тие не спасуваат од миливоста, а ние треба сите да заедно да сториме се да овие дела, ова наследство што ни остава да пренесеме на идните генерации. Но сакаше Скопје, токму во Скопје е родам, неговата родна куќа била во близина на куќата на мајка Тереза на местото на денешниот трговски центар. И токму Скопје, неговата околина, стварно место во околина, Скопска Црна Гора, се недели дел на неговата литература на сони и јаве, фантазија и реалност, литература на мити предање. Иако татко ми пред се беше писател и поет, тој сепак е сликаше, црташе, се надевам дека во еднина и некоја изложба ќе можем да организираме во овој простор. Работеше филмови, пишуваше сценарија, црташе стрипови. Во нашата куќа постојано доаѓаа луѓе од сите професии, поети, писатели, сликари, уметници, пријатели, непријатели, секојаш беше отворено за сите. Знам како да имаше повеќе животи во еден живот, тоа се што го направи, стварно, како да не беше доволно за еден живот да се направи. Славко Невски, мислам, во прв ред е маркантна личност, ужасно важна за македонската култура, не само за книжевноста, не само за литературата. И мислам дека е тоа, како да ви кажам, клучна порака, особено во овакви лоши времења, особено сега кога живееме под една барбарска власт и во брутализирана култура, речи сосема брутализирана култура која почива на измами, на фантазмагории, на лаги, на манипулации, на некакви колективни митови. Дотолку повеќе во вакви лоши времења треба да се вртиме кон јаките индивидуалци, кон личностите, да имаме нос, да имаме чувство, да имаме срце, како да кажам, за тоа кој е автентична личност.